Дали сте за или против повторно воведување на веронаука во државните училишта? Па не е лошо тоа, би можело. Мора младите да се спиритуално да се развиваат и да се надоградуваат. Па не сум против. Не знам што да ви кажам. Да, зашто да не? Зошто? Па убаво едукација да има младите во секој случај. Зошто не знаат? Знам, ништо не се знае сега. Тоа е проблемот. Да, Зошто? па затоа што сите ја заборија верата сопствена, кој што како сите прават некои си нови верувања. Сум за, Зошто сте за? затоа што децата треба да знаат повеќе околу тоа прашање, а помалку за тие другите работи кои сум против. Немам одредено мислење. Тој што смета дека сака да го учи тоа, може да го учи тоа, а тој што не сака, не мора. Јас сметам дека би било убаво, но доколку е морално и да го изберат децата, тогаш кога би било окей, затоа што мислам дека треба да се изберат самите. Не, немам ништо против воведувањето повторно на веронауката. Немам некои посебни причини, но добро е децава да учат за основни вредности. Мислам дека преку веронаукава се догурува до она што се вели почитување на семејство. Чисто насока една која не е задолжителна, нели? Дали треба да биде задолжителна или изборна? Изборна дефинитивно. Зошто? Изборна дефинитивно. Па реков, децава се преоптеретени во образовниот процес, премногу се оптеретени и сега да им го ставиш задолжителен предмет, премногу е. Па би требало задолжително, тоа би било сосема подобро. Избрано мислам. Не знам, не би била сигурна. Треба да биде задолжителна, мислам. Зошто? Па така мислам ја. Не треба да биде задолжителна, може да биде и изборна и секој нормален родител би го избрал тој предмет. Избор. Зошто? А не би сакал да наметнувам дека би требало некој задолжително да биде насочен врз основа на тоа, нормално сепак е избор. Изборна. Уставен веќе ја укина веронауката пред 16 години. Дали мислите дека ќе ја укине пак доколку се доведе? Не знам. Па не би било паметно да се укине, зошто би се укинало? Тоа на младите може да им направи само добро и да напредуваат. Тоа ќе каже времето. Ја укине. Зошто? Зашто? Да не се наметнува, како да кажам, присилие да некој верува во нешто нормално. Да е тоа. Гледај, тоа се закони, тамо се доволно паметни луѓе кои ги разгледуваат тие закони. Ја ценат уставноста, стварно не можам од сега да кажам дали повторно би се укинала веронауката. Тогаш кога се укинала, значи имале причина зошто ја укинале. Сега најверојатно нешто може да се измени во законите за сето тоа да иде мазно. Нема да се воведе, јас мислам. Зошто? Они тераат други агенти. Какви? Па по-европски, како да кажам. А што е поважно според вас? Етичко образование или верско образование? И тоа и тоа. Етичко. Етичко дефинитивно. Верското образование мислам дека е поважно. Зошто? Затоа што преку верското образование ние се развиваме спиритуално, а спиритуалноста е основа на сите работи. А доколку младите изучуваат веронаука, каква промена би имало тоа кај нив? Може би се образувале многу повеќе за наука, за веронауката и би знаеле повеќе за тоа, би биле повеќе едуцирани кога би биле повозрасни. Па прво треба да знаат од каде потекнуваат. Мислам, самите ќе одлучат во што да веруваат и во што не, сепак кога ќе бидат возрастни, но добро е од мали да знаат некои работи. Дека има и различни култури, различни, нели, христијани, муслимани, будисти, атеисти и така натаму. А секој ќе си знае од каде што е и нормално дека ќе се поштуваат и другите вери кои што ќе знам ја да споштувам мојата, ќе поштувам и другата вера, така да тоа ќе го разберат и ќе биде така. Па мислам дека би биле повеќе хумани, би биле повеќе како се вика воздигнати духовно. Вистинските вредности.
пред се вистинските вредности, почита и се што следи нормално. Да. Да ставиме една основа на почитување кон основите на животот на крајот на краиштата. Да, и етика, и веронаука, сето тоа може да допринесе кон мојов мал подобро се однесува од оној што не учи ништо.